Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание, второ за оваа работна седмица на емисијата 24 за животот, каде што морам да ви кажам дека и вчера ви најавив при завршувањето на вчерашното издание дека вака особено сум горд на денешната емисија, особено затоа што станува збор за промоција на еден толкав габарит на едно новинарско перо со кое што ќе разговараме тука во студиото и за кое што јас дури додека се спремав малку и тремаме, фати, морам да ви признам, но во секој случај од малку поинаква страна, настрана од студиото каде што претходно сте го гледале, каде што се случуваат снимањата на 24 анализа, овде ќе зборуваме од малку поинаков аспект, но во секој случај за истата содржина. Разговараме заедно за промоцијата на Си велам и мое ќоше по две книги посветени на колумните кои во последните 8 години ги има напишано новинарот колумнист, односно уредник коментатор во Утрински весник Ерол Ризаов. И токму наш денешен гостин е господинот Ерол Ризаов. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добар. Тоа ми е главното прашање, бидејќи секогаш ме интересира пред се како ми се чувствуваат гостите, а потоа за се друго може да си разговараме. Господине Ризаов, во гледачите ќе имаат можности на крупниот, на широкиот кадар, се извинувам, да погледнат дека вистина станува збор за габарит од книги. Прашањето најчесто е зошто 4 одеднаш, зошто не една по една или зошто не се во една. Но мислам дека сам ќе си дадам одговор на тоа зошто не се во една, бидејќи ќе треба човек вака да ја превртува книгата. Но станува збор за творештвото низ колумни за последните 8 години кое што го имате направено. Си ја направивте збирката за себе, за да си ги имате сите на едно место, или затоа што многу луѓе велеа ајде Ероле вади се што имаш, сакам да го имам дома како збирка? Па добро е, ја додека некои други издаваат држава, јас издадов книги. Ова не се сите колумни во последните 8 години. Станува збор за мој избор на еден дел од колумните, поголемиот дел. И во обидот да сето тоа сепак не заврши во фабриките за правење хартија, каде што обично завршуваат старите весници, си реков дека треба овие работи да се соберат на едно место. Може би некогаш на некого ќе му требаат, на луѓето што студираат новинарство, или може некој моја внуче ќе праша, бе, дедо, што си правил ти тогаш кога било нешто во државава? Па добро, во една хроника на едно време, бидејќи сум дел од таа хроника, дел од тој живот, со секојдневно обсервирање, и одлучив да тоа сепак влезе во книги, што е една мала гаранција дека ќе се сочуваат тие работи и дека веќе никој не чита вчерашни весници, а да не зборувам некој да чита весници пред 7-8 години или здравје Боже, уште некои книги што ги подготвувам ќе видат бел ден, ако се разбира ме служи здравјето и Ке ве служи, за тоа не се сомневам. Не се само книгите габаритни, јас станувам се по-габаритен, а тоа не е добро за здравјето на луѓето. Епа, за тоа ќе треба да се потрудите, тука мора да се направи нешто, бидејќи ни требате, не за друго. Да. Треба да читаме и понатаму. Уживате огромна почит кај читателската публика. Морам да признам од аспект на она што мене ми е повеќе фах на следење, а тоа е социјалните мрежи, кои што настрана од вашата редовна читателска публика, која што може би се смета да речеме за повозрасна, имате многу големо почитување, особено ке младите луѓе. Тоа морам да ви го признам, бидејќи има споделувања огромни на вашите колумни и по Твитер, и на Фејсбук, каде што и се коментираат и се служат луѓето со она што го пишувате. Дали го чувствувате тоа како терет, може би, некогаш, кој што ви дава огромна одговорност си сноси со себе си за секое следно напишано? Значи, ја имав таа среќа или несреќа да кажам да работам во два политички системи. И рече си по половина од стажот, овие 40 на години. И покрај тоа што завземав значајни уреднички функции, меѓутоа никогаш по совет на моите предпоставени и луѓето што ме учеа на овој занат, никогаш не го напуштив пишувањето. Без оглед дали сум бил директор, главен уредник,
основач на вестници и така натаму, секогаш пишував. Последниве 10 години, откако почнав да имам редовни рубрики, некако и јас и моите читатели се навикнавме на тоа и ни недостасува. Големи се реакциите кога ја не пишувам. Еве сега неколку дена... Кога одите на одмор, кога не пишувате, вистина се големи. Не само на одмор, еве сега неколку дена сум ангажиран со промоцијата на моите книги, бидејќи доста самиот сум ангажиран на ова, немам јас издавачи кои би стоеле зад мене. Сам ги издавате. Сам ги издавам книгите и тоа не ми дозволува да и пишувам и да ова го сработам. Реакциите се страшни. Тоа не е пофалба само за мене. Тоа е одраз на едно време во кое живееме. Денес луѓето кои се јавуваат по редакции и кои прашуваат зошто Ерол не пишува, не мислат дека сум ја на одмор или дека имам една пријатно задолжение, туку мислат што се случува, дали му забраниле, дали го тргнале, дали е затворен, се оди тата. Значи тоа е амбиентот, тоа е климата во која ние сега работиме и живееме, која не е добра. Секако, и мене особено ми е драго што и ми представува обврска што се повеќе млади луѓе ме читаат и ме прашуваат, ме сретнуваат, разговараат со мене и тоа да вистина да не звучи како фраза представува обврска. Кога вие знаете дека имате голем број читатели не само во Македонија, што е за мене изненадување во Бугарија и во Србија, значи луѓе кои, да не зборам за нашите луѓе кои живеат во светот низ Европа, тоа кога ќе седнете да пишувате покрај белиот екран, нели што порано го викавме бел лист хартија. Така да. И треба да направите секој ден производ, тогаш веќе не можете да се ослободите од тој притисок на читачката публика, како они тоа ќе го доживеат. И што е особено драго, конзистентноста на мојот став, кој се провлекува со децении, најде на разбирање. Значи, јас немам поддржувачи само кај одредени политички партии и структури, туку кај сите кои навистина ја сакаат својата земја и кои навистина сакаат демократско општество. На кој тежи? Затоа што луѓето брзо заборават и затоа е еден од мотивите да има книги. Кога беат другите политички партии на власт, ја исто така имав сериозен критички став кон нивната работа. Да, за себе велите дека сте вечна опозиција во однос на критикување на... Може така да се каже и вечна опозиција, но повеќе би кажал дека јас сум голем противник на злоупотребата на власт. Значи, тоа е вистинскиот израз. Владите секогаш имаат свој делокруг и од надлежности уставни и законски да работат. И секогаш кога имате голема власт се прават грешки. Новинарите се тие, тој коректив што треба да ги откриваат, а институциите на системот да ги решаваат тие проблеми. Новинарите не креираат политика, новинарите пишуваат. Тоа им е работа да откриваат, да кажуваат, а надлежните институции или одговорноста по нивото на демократија да го чувствуваат тие што се креатори на такви грешки или злоупотреби на власта. Ние низ целата овој период на транзиција, а и пред тоа, во еднопартискиот систем се сретнувавме со одредени злоупотреби. Јас многу пати кажувам дека никој во светот и во најдемократските земји нема да ви даде афера и скандал на тацна и да рече повелете, господине новинар, пишувајте против нас. Не. Тоа треба сами да си го најдете, да се изборите. И второ, кога сте во рингот и кога критикувате власт, треба да бидете свесни дека и вие ќе јадете ќотек малку, дека ќе удираат по вас. Меѓутоа, проблемот настанува кога играта е валкана. Кога покрај вас страдаат и многу ваши блиски луѓе, кога нешто ви се случува што нема врска со вашето пишување, се случува во сосема други дејности и области што ви зависи или екзистенција, или некои ваши драги луѓе, или воопшто ве компрометираат за да го намалат значењето на вашиот текст кој е сугестивен. Тоа тие што го прават знаат. Тоа ни знаат. Они не го прават, често луѓето викаат, еве видиш и овој бил предавник или овој бил соросоидит или платеник. Тоа они што го сервираат знаат дека не е така. Инаку би ве уапсиле. Како се сте успеале да се научите да се носите со
она што рековте дека ќе изедете малку и ќотек, се разбира, доколку се запати со некого, бидејќи во денешно време се создаде една можеби нездрава средина за работа во новинарството, каде што ако не пишувате убаво за тие кои што се на власт, вие сте автоматски предавник, вие сте против сите, ве оцрнуваат до каде што ќе стигнат, ве оцрнувале многу често и тоа се гледа и низ колумните кои што се дел, чак дури едната и наречена како станав предавник, според колумна која што е напишана во самото издание. Како се носите со сето тоа? Видите, за да пишувате колумни во прво лице, за да кажувате што вие мислите, не можете тоа да го правите одеднаш. Мора зад вас да има добар пат, добар стаж. Мора да сте долго присутни во јавноста, со текстови, со известување, со големи настани што се случувале во светот, за да публиката ве прифати како релевантен. Да имате легитимитет, за да можете вие да го соопштувате. Инаку тоа би било солење памет. Тоа луѓето не сакаат. Јас почнав да пишувам колумни после 31 година стаж. Пишував до тогаш често, редовно, ме слушаа луѓето и по телевизиите, и во вестниците и се. Меѓутоа, после тогаш во прво лице можев да кажам. Тоа ме научија старите мајстори во новинарството, кои ми беа уредници, дека прво морате да имате квалификатив на име и презиме, да имате квалификатив на објективност и честност кон професијата и етичност. Кога тоа ќе го види публиката, пак вие ќе добивате етикети, пак ќе добивате удари, меѓутоа они мора да си го признаат пред самите себе дека човекот си ја работи својата работа. Јас на некој начин се институционализирав во новинарството дури после 30 години работа. Пред тоа ме сместуваа и лево и десно, не знам, и ваков и таков. И сега тоа го прават, меѓутоа сега се мотивите поинакви. Сега се мотивите опасни во смисла на тоа затоа што перцепцијата на самата јавност почна да се менува погрешно. Значи, ние гаиме сега едно новинарство каде што е подвиг да се фали власта. Ви се молам, такво нешто нема во светот. Секаде е подвиг и значајна работа на новинарите кога они откриваат злоупотреби, кога откриваат организиран криминал, кога употребуваат корупција, кога власта ги надминува своите законски надлежности, ги злоупотреби при нарушување на човекови права и слободи. Сето тоа е главната тема на сите новинари во светот кои се професионалци. Кај нас почнува, значи, да се изместува таа слика со една страшна коруптивна кампања на подкупување на медиумите и луѓето веќе кои се исто така партизирани доста, сакаат и тие што се честни во својата работа, да бидат негде сместени, компромитирани, за да имаат оправдување дека па чека, ја видиш овој, нема што да го слушам он што ќе ми кажува, кога еве тој бил платеник. А никој не истражува во новинарските кругови и самите новинари не истражуваат својот дел од работата. Главно се цитира, се пренесува или нешто ќе се замачка, колку да се каже. Инаку, ние од оваа болка ќе мора уште долго време да се ослободиме. Да не влегуваме многу во политичкиот дел, мене ми е многу драго што вие најдовте време да представите еден труд. Јас знам дека многу новинари можат ова да го направат, бидејќи сите ние пишуваме, секојдневно сме ангажирани, нашиот производ е на пазарот. Денеска вестниците се најбрзата стока која се збајатисува најбрзо. Тоа сакав да ве прашам. Тоа ќе ве прашам, па ќе одиме потоа со рекламите. Дали сметате дека вестниците се во изумирање? Вестниците се во една голема криза повеќе години по појавата на интернетот, меѓутоа тоа секогаш така било и по појавата на радиото, па на телевизијата, па сега на интернетот. Интернетот стана една голема џунгла. Сега патиштата низ неа сепак ќе мора да ги трасираат и новинарите. Така да новинарството не е на изумирање, вестниците ќе и бидат во криза, некои ќе пропаднат, меѓутоа ќе преживеат. Ќе преживеат затоа што луѓето пак ќе се вратат на
своите ритуали и традиционални односи кон својот вестник, кој е негов пријател, кој не му противречи, кој го отвара и кога не се согласува со ставовите, па си го пие или утринското кафе, или сака да го слушне тоа шушкање на вестникот. Мислам дека тоа ќе се врати. Јас сум од тие таквите. Она што е интересно е многу од луѓето велат, јас прво што правам наутро е да ги отворам интернет порталите, да прочитам што имам, но истовремено ги отварам и порталите интернет на весниците, за да можам да ја добијам до некаде по објективната, по реалната слика. Бидејќи нема толкава доверба според истражувања дека луѓето веруваат толку многу на интернет порталите во објективноста. Сега имаме еден нов процес. Тоа е така, како што кажувате, луѓето за да имаат вистинска информација отвараат многу портали, отвараат многу, дури тоа им поминува во една пасија, во една зависност. Меѓутоа, мислам дека во последно време луѓето бараат свој автор. Многу луѓе бараат свој автор. Значи, они веќе се определуваат на кого му веруваат. Конкретно на човек. Конкретно на новинар. Значи, не само на медиум, туку на новинар. И бараат да гледаат неговата емисија, да го читаат неговиот текст. Ја тоа го многу добро гледам според читаноста на текстовите. Имате познат вестник со голем тираж, меѓутоа авторите немаат голема читаност и немаат големи реакции, одредени автори. А одредени автори во помалку имаат огромна читаност, големи реакции и така натаму. Тоа кажува дека луѓето сакаат да се одберат свој автор. И тоа е времето што доаѓа. Затоа тие ќе обстојат новинари, ако не може да пишуваат во вестник, ќе пишуваат на портали, на сајтови, ја дури реков и на Facebook, на Бубамара и на Тараби. Да. Значи да. Ќе направиме една пауза за реклами, ќе се вратиме да зборуваме конкретно за се она што е поместено во 4 книги. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Назад во студиото, во денешното издание, разговаравме малку повеќе за влезот на целата новинарска ситуација во која што се наоѓаме и влијанието на политиката, но сега во оној дел каде што заедно со уредник коментаторот од Утрински вестник Ерол Ризаов разговараме токму за неговите 4 вкупно книги кои што се збирки впрочем на колумните, повеќето од колумните кои ги има напишано во последните 8 години под насловите Си велам и Моје ќоше. Во овој дел, споменавте вие малку на почетокот, дека после 30 години дури сте одлучиле да пишувате колумни. Рековме дека не е се вклопено овде, но дека подготвувате и нешто ново. Затоа новото ќе зборуваме некаде на крајот на емисијата. Одиме сега со ова. Споменавте и самите дека сами ги издавате. Зошто не се зафативте можеби со некој конкретен издавач? Имаше неколку издавачи што се нудеа да помогнат во оваа работа, да бидат издавачи, да гледаа и свој интерес во тоа. Меѓутоа, кога ги собрав ја на едно место овие текстови, тие има многу поголема специфична тежина отколку кога излегуваат секојдневно во вестниците. Значи, се измени целата димензија на тоа моје пишување. Значи, дори јас самиот малку се подуплашив кога видов што се јас сум напишал и како тоа би изгледало да е се собрано на едно место. Бидејќи, нели, од тие големи продукции, луѓето како брзо идат времињата, како брзо течат настаните, често и забораваме што се сме напишале. Да.
почувствував малку колебање, бидејќи издавачите имаат своји други интереси, работат со министерства, се финансираат книги, тешко се живее. Да не ги изгубат тендерите, евентуално. Да не, случајно не. Може да имат и одредени непријатности и малку тоа дојде до известна колебливост, што мене ми го пролонгираше издавањето на книгите и јас зашто да сметам на луѓе, реков најдобро е тоа сам да го направам, се разбира сосема сам не можам. Да се најдоа луѓе кои ми помогнаа во таа работа, меѓу кои издавачи, се разбира. Добро мора да се советувате со нив. Да, и се понудија да нешто ми помогнат со тоа што ќе донираат одредени средства да се отпечати таа работа и така јас успеав да дојдам до она што го викаме ние одејќи бос по трњи. Значи, сам да издадеш книги во Македонија и со минимална загуба да тоа помине се, е навистина еден мал подвиг, но понатаму веќе влегнав во тие води и мислам дека следните книги што ги подготвувам ќе поминат, ќе бидат полесно ќе биде остварливо тој проект. Во воведот кој што го давате во двете книги кои што се од делот Сивелам, вели хрониката на еден неизлечиво заразен весникар, весниците ќе живеат уште еден ден по пропаѓањето на светот. Петочната колумна Сивелам почнав да ја пишувам 2007 година, по цели 31 година поминати во новинарството и по илјадници напишани вести, информации, коментари, анализи, репортажи, интервјуа. Да се има своја редовна публика во весник во одреден ден и на постојано место, од секогаш сум го сметал за врв во новинарството, строго држејќи се до конзервативните принципи на весникарскиот журнализам во позитивна смисла на зборот, мислев и се уште стојам на тоа дека колумна во која новинар се обраќа до читателите, употребувајќи прво лице еднина и соопштува свој личен став и мислење, а при тоа неговата публика го доживува тоа природно и кога не се согласува со авторот е невисокиот дострел во оваа професија. Дури и во ерата на глобалните електронски мрежи, кога многумина се мислат, се надевам погрешно дека весниците и се што излегува од печатницата е на изумирање. Кон крајот на воведот се вели: Искрено се надевам дека моите читатели и студенти по новинарство, листајќи ги овие книги, ќе откријат дека историјата се повторува и дека она што ни се случува не е случајно, и дека веќе еднаш или повеќе пати ни се повторило. Такво нешто и јас открив читајќи ги текстовите и дружејќи се со моите претходници кои ги имале истите сознанија далеко пред нас. Она што не поразува сите кои макотрпно сме работеле и работиме во овој занает е фактот дека иако сите знаеме дека мудрите се учат на туги грешки, а помалку умните на своји, македонците не сакаат да учат ни на сопствените грешки. Ова можете лесно да го проверите. Секогаш кога ќе има нејаснотија и медиумска конфузија во државата, отворете оваа книга, ќе го најдете текстот на иста тема одамна напишан. Кога ние се видовме и кога разговаравме околу емисијата, вие ми рековте, најдете го датумот, да речеме, од денешниот датум, од пред некоја година и доколку ве или ве потсеќа нешто што се случувало, ќе се навратите и ќе видите дека истото се случувало. Дали некогаш не ви паѓа тешко да пишувате за истото? Да, има... мислам дека поголем број новинари по овие времења чувствуваме како да пишуваме на мраз. Знаете, пишуваш и сонцето го топи тоа и ти пак пишуваш. Пак се топи, пак пишуваш. Значи, како да се повторува една иста приказна. Меѓутоа не е така. Ако се вратите, може би 30-40 години поназад, ќе видите дека некој истото го правил пред вас. Се разбира во границите на тогашните можности и во границите на тогашните, да речем, условно медиумски слободи. Но не им било лесно на тие луѓе да најдат форми и начини, дали преку одредена сатира, дали преку одреден хумор, дали преку одредени храбри коментари што се пишувани, да соопштуваат своји гледања и своји вистини. Јас тоа прилично добро го следев, затоа што имав таа среќа да работам да бидам уредник на деск. На старите дескови, каде што сите информации, вести и новинари се слеват и каде што околу мене работеа главни уредници, директори на новинската куќа Нова Македонија, каде што јас почнав од почетокот на својата кариера и тоа беше драгоцено искуство. Дори некојаш ме тера, ајде сега оди ти за ова, види у библиотека што е пишувано
48 Да година. се навратите наназад? Не, да се види. Значи, како се третирани одредени настани. Како е пишано? Тоа не се прави денеска. Не Иако имаме многу поголем... Затоа што се многу комерцијални редакциите, немаат време да обучуваат млади новинари и се оди со, како викаат, со грло во јагоди, боспотрени. Затоа што... А имаме многу поголем, да речеме, дофат на информации, многу побрз за разлика. Вие сте требале да седнете во библиотека, да прошарате 2-3 часа, може би, а сега за 5 минути одма може да најдете информација. Вие ќе пишувате 3-4 години само со иницијали. Кратки вести, занатски. Оти веста е основата на журнализм. Ако не знаете да составите вест, тешко ќе научите информација и осврт и коментар, репортажите и веќе документарните работи се сосема друго. Меѓутоа, таа школа почетна без оглед што сте завршиле. Дали сте завршиле филозофија, економија, медицина или новинарство, вие таа школа на тој вестник или на тој медиум кај што работите, незината специфика морате да ја совладате, да го научите занатскиот дел, а потоа да можете осврт, коментар. Тоа веќе треба поголема зрелост новинарска и присутност во јавноста, за да можете да почнете да пишувате така. За колумна веќе ја ви кажав, колумна тоа е веќе нешто можеби врвот. Се сметате ли себе си се уште за ученик во колумнизмот? Да речеме дека се уште учите како тоа да го правите? Секогаш морате да учите. И тоа некогаш ќе добиете, ако сте доволно критични према себе, по некој силен шамар од некој друг колумнист кој ќе отворите некој портал во во светот кај што се пишува малку поинаку или во соседството. Добро, вие сте имали и колумнистички преписки, например, во утрински, се сеќавам сега ми дојде на ум, Да, меѓутоа ќе видите за еден ист проблем. Ја, например, еден период пишував за дело, Лјубљанско дело. 2-3 години имав таму своја, ајде условно да ја наречам колумна, беше тоа една рубрика 7 погледа. Добро. Каде што 7 души од Југославија, од различни републики, пишуваат текст на иста тема. А уште убаво. И сега, ако пишувате за односи развиени и неразвиени, секој север има свој југ, и Германија има неразвиени краишта, и Италија и се, и ако пишувате, гледајќи го интересот, се разбира, на својата држава или Република Македонија, и ако мислите дека веќе многу добар текст сте напишале, дека тоа е одлично направено, како не експлоатираат другите, кога ќе прочитате што напишал словенецот и хрватот, веќе овој колега, новинар, кој исто, веќе добивате една сосема друга димензија, затоа што он не вика дека само треба да се даваат пари за неразвиени, туку вика таму дека мора да се види зашто се трошат тие пари. Значи, исто така и денеска. Вие гледате настани во Македонија, ги следите, ги читате, имате своја една позиција и одеднаш отварате некој портал и гледате една сосема нова димензија која поставил некој подобар од вас или некој што знае да гледа подобро. И тоа е она учење кое мора да го прифатите и да тоа е влијанието. Значи новинарот треба да има влијание од новинари, од писатели, па дури од политичари, зашто не, ако е тоа честно поставено, а не партиски влијанија од штабови каде што ти нарачуваат, слушај, утре опни го тој малку. Тоа е веќе страшно. Значи политичко влијание да, но не и партиско. Политичко влијание, ама од кого? Така. Значи може да имате политичко влијание зашто да не како функционира британскиот парламент или за настан што се случил во белгискиот парламент или не знам што се случило во Србија, обратно или во Бугарија. Значи се тоа влијание кои некои луѓе ги работат, ги анализираат. Значи зборот ми е колумнист, оној што сака да се бави со пишување, покрај тоа што пишува мора многу и да чита. Како станав предавник, ја оправдавме ли независноста, се делот си велам. 7 скопски чуда
за Моје ќоше и најкраткиот пат кон исчезнување на македонците, исто од Моје ќоше. Насловите ви се одбрани, како што споменав и на почетокот, секој според одредена колумна. Зошто баш тоа? Поради насловот или поради текстот? Самите колумни не се, можеби, најдобар одраз на она што го работите. На она што е во колумната, во дадената колумна. Меѓутоа, печатокот од книгата е тој. Добро, значи печатокот вкупно од ова, да речеме, како сте станали ние вадим, предавник. како станав предавник. Значи, тоа е меѓутоа, кога ќе видите сите текстови во таа книга, ќе видите како се станува предавник. И на крајот, веројатно, го давате и одговорот на задната корица. Најбрзо се станува предавник во режимите, ако почнете да размислувате со своја глава. Да, и ако го следите патот на парите. Во делот на Ја оправдавме ли независноста, например, тоа е исто од делот со Сивелом, на задната корица пишува: македонските водачи не успеаја да остварат ниту една од стратегиските определби на државата и нејзините граѓани. И ова е задната корица. Така, значи коментар на почетокот, во наслов и на крајот е одговорот. Добро, чекај сега другата. 7 скопски чуда, каде што на крајот вели: Скопје 2014 ги има најновите светски чуда, недостасуваат само големите пирамиди од Египет, тие се уште се недостижни. Бидете стрпливи, ќе имаме и пирамиди, кој има бродови на суво, ќе има и пирамиди во пустина, со карикатурата на која што сте вие и премиерот Груевски. Да. Добро, и уште едната книга ни остана. Најкраткиот пат кон исчезнувањето на македонците. На задната корица вели: политиката на постојани оправдувања на месторешенија е најкраткиот пат кон исчезнување на една држава и една нација. Еднината ни ја одредуваат грчкиот шовинизам, егоизмот на големите сили и неспособните македонски политичари, со корицата исто од вас, со Никола Груевски. Во овие книги, доколку некој сака да ги набави, каде може да го направи тоа? Сега за сега ги нема никаде. Добро. Тие се кај мене има. Но затоа ќе има утре промоција. Еден дел ќе има утре промоција во тоа ќе го забораве, па ни беше најважното. Да, во Александар Палац во 12 часот ќе биде промоцијата и мислам дека во Матица Македонска ќе има книги, луѓето кои што ќе сакаат да си купат, ќе може да си купат книги. Значи утре, 12 часот, точно напладне, во хотелот Александар Палас, веројатно во тие конференцијските сали кои што се десно, ќе имаат можност, дали може, например, кој сака од надвор да дојде од вашите почитувачи или? Видите, ја подраго ќе ми бидат тие што не сум ги поканил да дојдат. Таму ќе бидат моите пријатели, голем број новинари, јас не можам читателите да ги канам поименично, меѓутоа се разбира дека секој што ќе сака ќе биде добре дојде, дека може да дојде. Добро, и потоа во Матица Македонска ќе може да се најдат книгите, се продаваат како комплет или и посебно? Сега за сега како комплет, бидејќи се различни книгите, сега цената ќе одредат они, таму не знам која е таа цена, да не правиме коруптивна кампања. Според закон не ни смееме да кажуваме на телевизија, добро? Кажете ми, за крај, бидејќи сме на крајот на емисијата, што спремате следно? Тоа како пејачите што се прашуваат, кој ви е следниот албум? Ја имам уште 2-3 книги ќе искочат од мои текстови и интервјуи. Имам објавено многу изненадувачки за новинар од натрешна политика. Имам објавено многу интервјуа со светски државници. Значи, едно единствено интервју на германски канцелар Герхард Шредер го имам објавено. Имам објавено интервјуа со Лех Валенса, со Квашњевски, имам објавено интервјуа со Тургут Озал, Демирел, Глигоров, Кучан, Месич. Сакам тие интервјуа да ги објавам затоа што има таму добри предвидувања, пораки, аманети за Македонија и значајна една документација на луѓето може да им користи што ќе се бават со проучување со историско на најновото време. Имам доста репортажи, јас сум бил гостин на повеќе влади, сум бил гостин на јапонската влада, на американската влада, на Англија, на Британија, сум бил во Франција, во Кина. Значи, имам напишано одредени репортажи во Јужна Африка и така натаму. Мислам дека тие би били исто корисни за
луѓето што студираат новинарство. Еден сосема друг аспект, од вас на кој што не се научени. И се разбира, имам доста коментари и осврти по политичка економија за развојот на Македонија. Тоа се сакам да го соберам во 2-3 книги, но имам и еден добар капитал кој е многу значаен, а тоа се 25-6 часа снимени разговори со првиот претседател на Република Македонија Киро Глигоров, и тоа ќе биде големо изненадување кои ќе излезат тие разговори, бидејќи се тестаментални. Тоа Киро Глигоров го зборува во тие разговори, знаејќи дека тоа ќе се објави покасно, по неговата смрт. И тоа се на некој начин доста значајни за Македонија и од историски аспект разговори. Тоа ќе го објавам и имам желба, знаете, новинарите некојаш имаат комплекси, умислуваат дека се нереализирани литерати. Добро. Јас подготвувам една збирка на раскази, меѓутоа кои се исто така во врска со новинарството. Тоа се дел од моите новинарски текстови кои треба да прераснат во литерарни творби. Таму има многу интересни текстови кои морале да се обработат новинарски, а влегуваат во чиста литература. Тоа ми е сугерирано и од повеќе македонски писатели кои ме следат да го направат. Таа идеја е. Да, тоа ќе го направам и тоа може да биде една иновација, затоа што е ретко можно такво да се сопаѓање да има каде што или не сме ја виделе добро работата, или лошо сме ја виделе, или па ептен добро сме ја виделе. Значи, тоа може да се направи во литерарни јунаци и се разбира, ако ме послужи здравието, работам на 2 романа кои се однесуваат на селидбите на турците од Македонија. Добро, тоа е веќе сосема поинаков аспект. Таа е универзална тема, тоа сите селидби и напуштање на родните огништа се трауми големи, кои се одразуваат и денеска една многу лојална емиграција кон Македонија живее во Турција. Таму имам доста роднини кои ја напуштија Македонија и тие преживеа големи, како што и македонците што заминаа за Австралија, за Америка, за Канада. Денеска заминувањето е сосема од поинаков тип. За 2 сата се оди, се доаѓа, меѓутоа тие трауми тогашни како последица на одредени политички настани имаат главни јунаци, имаат драми, имаат многу работи кои, ако јас успеам да ги преточам во книги, ќе биде добро. Најкратко на цел свет, бидејќи сме веќе преминати во друга програма, дали за новинарско перо постои пензија? Пензија нема. Јас ќе пишувам додека дишам. Толку. Ви благодарам многу за интервјуто. Да сте жив и здрав и се гледаме на промоција утре. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше Ерол Ризалов со кој што разговаравме токму за промоцијата на овие 4 книги кои што се збирки на неговите колумни во последниве 8 години, повеќето. Ви благодарам за вниманието и се гледаме јас и вие за еден час. Пријатно.